Добро вечер и добро ни дојдовте. Во животот треба да бидеме подготвени буквално на се. Вака како што изгледаме денес не значи дека ќе изгледаме и секогаш. Токму логичното и рационално прифаќање на нештата кои животот си ги носи и силната волја да се надминат истите е се основен двигател и на светот воопшто. Со таква силна волја го прифатија го надминаа сопствениот хендикеп и со огромни успеси грабаат напред во животот и моите вечерашни гости. Останете со нас. Сосема оправдано вечерашното ваше присуство во емисијата, господин Илија Петрушевски, на темата која ја начнав некако, ја најавив, ја отворив, а со вас реков ќе го отвориме ова издание на емисијата Тунел. За волја на вистината, вие си бевте здрав прав човек кој си функционираше во животот до вашата некаде 55 година, Да. така. Што завршивте во животот? Што работевте до тогаш? Да не запознаете малку повеќе? Завршив на природно-математичкиот факултет, група географија. После тоа Работевте воениот рок го служив и се вработив во тогашна Народна универзитетската библиотека Свети Климент Охридски. Тука поминав 30 години, од 1969 година. Работев во оделот на картографската збирка, специјално сме беа карти. Сите видови на карти. Така. И така... Бевте реализиран човек кој си Да. работи, си функционира, реков срекно семејство, Па, потекот на нештата си оделе, работите, без да. никакви проблеми се функционира, не речем и сега без никакви проблеми се си помагаме еден со друг и така бидејќи ја бев навистина во една многу тешка состојба. Главното премрежје ви доаѓа во реков околу 55-та година. Нема околу на 20 октомври во 10:20 час. Тогаш ви се случува сообраќајната незгода, вие настрадувате како пешак. Тогаш одев во министерството за договарање, имаше симпозиум во Охрид каде што имав и јас реферат. И меѓутоа се случи тоа и така од тоа тогаш Животот ми се менува од корен, се можеби. менува од тогаш и така. Еден совесен возач ме однел во градската болница и при таа сообраќаја, каде ви кажем, немало што нема на мене повредено, целиот сум во фрактури. Двете нозе, двете раце, ребра, на главата само сум имал огреботини. Друго, така, мислим целиот... Како се соочивте со првите моменти на соочување со вистината, кога ви соопштија со какви се повреди се сте здобиени во таа сообраќајна незгода? Шокот претпоставуваме преголем. Цел месец во шок соба сум бил, не знам ништо, само се сеќавам другиот ден, една моја роднина, медицинска сестра, преку колешка негова влегува во шок соба и ме прашува: Илија, ме познаваш? И викам, како да не? А каде се наоѓаш? Не знам. И таа ми кажа првата вест, дека сум во болница, сум пред сообраќајка, но ќе биде добро. Викам, што ќе биде тоа се? И така Вие не се дадовте лесно. Тоа така, меѓутоа се случува тука уште една поголема трагедија. Во тој момент настанало внатрешно крварење кај мене, каде што 80 на 100 белите дробови ми биле полни со крв. А колку што ми кажа лекарите, до 75 на 100 било дозволено. Може да. После тоа настапува смрт. Како се случило тоа? Дали некоја Више голема што велат. физичка кондиција сум имал, дали што е, не знам, сум го пребротил тоа. И така, после месец дена сум префрлен од оделението, со тоа што нозете беа тотално укочени. Не ми работеа уопште, значи не ги мредав. Со каква дијагноза ја напуштивте болницата? После тоа, секој ден, мислим, вообичаено како во болниците, доаѓаат лекарите секој утро и постојано ми велеа, ајде мрдни ги прстите. Не ода, викам, не може, не може. А ме пипка со додири, од половината до прстите. Дали чувствуваш? Викам, како да не? Од која страна? Му кажувам, од лева, од десна. Кој прст? Му кажувам, палец, малец, малиот до малиот. Вика, ќе те пушти. Ќе проработиш. Дека моториката бе тотално за мене. Не работа. И така, месец дена. И едно утро, тие која дојдо, вика, ајде мрдне ги прстите. Не може. Да ви кажем, искрено, како сега да го гледам. На левата нога палецот милиметарски брдна. И лекарите рекоа, готово е. Ќе те пуштаме дома.
и така. Тоа беа првите знаци на палецот, дел од милиметар, само малку знак што даде, вика готово е. Моториката почна да работи. И така ме пуштија дома. После тоа отидов во Козле. Во Козле се правиа тоа електротерапии и физикални терапии. Месец дена и таму бев и кога ме пуштија, ми рекоа сега мора месец дена да направиме пауза, па после повторно ќе дојдеш. А да заборав да кажам, додека бев во болница, кога ме пуштија, ми вика сега вика на тебе останува, само вежби, ништо повеќе. Јас си го врзав народноцки казано во крпчето, а викам што ми до мене нема, мора да биде, викам. Да. Во Козле после месец дена со помагала ме однесоа на развој. Овој школскиот развој, вика ајде сега да одиш. Јас напред, тоа назад, нозете назад, полукже напред, назад. И така тука ми беа првите кораци што ги направив. На тој развој го изодевте колку е 2,5 метра, колку е со голема мака и ме пуштија дома, вика после месец дена ќе дојдеш повторно. Имаше во вас во тој момент и инает? Чекај сега да ви кажам. И сега доаѓам дома и си зедовме приватно терапеут дома. И со надчовечки напори ме вежбаа, колената ми беа тотално укочени, со најголеми снага ги вежбањето беа. И така постепено после месец дена нешто проработија нозете, не во толкова мера, меѓутоа рекол мора да се стане, не може од ова нема назад. Имаме скали во куќата, 15 скали и неколку пати на ден сум се качувал по 10 пати. Кога се качувам на враќањето сум ги напрегал колената да ги свиткам до бол. Викам мора да пушти сам со себе. И така постепено дојдов до оваа состојба која што ме гледате сега, со големи желби, со големи напори. И не дадовте никој да ви помогне на скалите сега кога се качувавме? Ве прашаа треба ли помош? Сами се уверите. Да. Да. Или не рековте не, оставете ме? Не мора, викам, мора, што ме до мене, викам, тука нема више решение. И така стигнав до оваа состојба која што сум задоволен сум и презадоволен и многу благодарен сум на целиот лекарски колектив. Тука да ги набројувам, Мајсторов беше, Вачков што почина, Вачков, Жико Урдаревиќ, Мајсторов ви го кажав, нема да се сетам на сите, и на помошниот персонал, значи стварно со надчовечки напори сите се залагаа. Ми беше дозволено ноќе да присуствуваат другари, пријатели, затоа што ноќе бев неподвижен, ме вртеа на една страна, на друга страна и така. Со поддршка што се вели од блиските, од да. семејството, но најмногу со вашата желба да тоа посебно, и волја. Тоа ако не беше тоа, мислим, не би ни успеал. Дури другари, пријатели, кои што има некој стишо, бе, гледајте го Илија како направи, мора вика да биде. Тој колку беше упорен, така, во тоа. И сега, што се случува понатака, кога стигнав до оваа состојба и се интересирав дали постои можност да се направи операција, да проводам. Одев кај Чепреганов, одев кај Савески, вика не може. Дури Чепреганов првпати отидов, ја испратив магнетната резонанса преку еден колега, Михаил Ренчов, и тој му рекол, каде е овој човек? Вика, на работа. Не е можно, вика. Не е можно. Еве го доаѓа. Да дојде да го видам јас, вика. И јас поедов кај него, вика, слушај вамо, од ова што гледам на снимкава, ти не треба да одиш. А и тоа заборав да ви кажем, во болница, која им кажа, добро, зошто не ме опериравте? Вика, ние се боревме за живот да ти спасиме, а не за друго. После, вика, бевме убедени дека во количка ќе завршиш. А сега ти одиш, болше, ти си постигнал нешто надчовечко. И после кај Чепреганов, вика, од ова што гледам, ти треба во количка да бидеш. Меѓутоа, затоа што ти кичмата е издолжена, уште малку микронски требало да се прекине. И сега, вика, ти останува само вежби на море да одиш. Да земеш автомобилска гума, мислим, не во преносна смисла. Така, да. И само со нозете во вода, веш, и така неколку години одев. И мислим, од секаде. Ја побивте, што се вели, ја побивте и медицината, да, и низините очекувања од тоа
До каде може да стасате, само заради пак ќе речам вашата волја, упорност и желбата да се вратите во стварувањето на своите желби, замисли и да функционирате како и претходно, се не во толкова мера, али се разбира. Но сепак Не функционирате. да тоа, да ви кажем, одма возилото ми се прилагоди, еви денеска сум во возна состојба, можем да возам со тоа што левата нога ми е добра, али десната не ми работи. Не идувате на потешкотија од она што го имаме како опција за луѓе со хендикеп овде во градот, па и воопшто во државата? Дали? Потешкотија од типот на ескалатори и слично, каде може да се функционира, не може да се функционира, или на тоа не гледате како ниту на пречка, ниту... И така тоа се случи, меѓутоа биејќи јас работев во библиотеката, работев со на научно-истражувачка работа, тоа си го продолжив и тоа. Така да, од кога настрадав, има повеќе книги напишано, монографски публикации. Со многу бистар ум што се вели и со многу желба си продолживте да го работите она што го тоа ми е знаете, што најновото, го сега во сакате. јануари испадна. Попис на врвовите во Република Македонија. Не си ги знаеме ниту сите врвови, ниту си ја знаеме доволно Сега, Републиката, би рекла јас. Да, денеска го добив нашето списание. Ова е тој зборник на Феникс топоними. 86 и таму веќе неколку написи давам. Дадов напис географско попатно запознавање, не попатно запознавање на планините во Република Македонија, што да не речем 90% Ова е интересно, луѓето господин не Илија, знаат. исчезнати селски населби и села со променети имиња во полог. Да. И на тоа Само работите тоа да на ви кажем, истражување? го имаме откриено дека Јегунов се познато е на сите, дека старото име му е Брод, што на словенски, старословенски збор значи преми. Еве разурнати и неразурнати манастири, цркви во полог. Ова е за Лешочкиот манастирски поменик. Опа. Селото Лешок. Да. Читате многу? Читам, али многу, видот ми многу ослабен. Лешочкиот манастирски комплекс. Да. И само дека ова е само дел од тие што сум ги донел. Инаку и понатаму продолжувам, сега сум подготовка на друга книга. Така не од помал обем, од 100 страници. И тоа ќе биде готово. Меѓутоа проблем е со издавањето, да кажам. Проблем, парите. Но да повтора ќе речам што можеби во одредени делови од животот за некои луѓе е голем проблем и се предаваат на истиот или пред истиот подклекнуваат. Вие сте една убава светла точка Не. и во тоа темнина од тунелот ја гледавте светлата точка на крајот и решивте повторно ќе речам да се изборите за она место кое си го заслужувате и да си функционирате безпрекорно. Да ви кажам, дури денот ми е мал. Не чувствувам кога денот ми поминува, работејќи на интелектуална работа. Толку така ми се пополнува времето да чудо нешто. Нема пензионирање? Какво? Нема пензионирање вака кога се работи? Да, јас Не сум признавате, да, но не јас сум признавате пензионер, тоа- целосна пензија. Велам, си работите? Тоа си го работим нова работа, физичка работа нема да работим. Така, така. Се разбира. Али нова работа си го работим и задоволен сум. И така, тоа е. Задоволни од животот? Задоволен сум, не ми представува да не речам веќе 80% сум самостоен. И го сакате истиот. Зашто не? Добро, задоволен сум. Во каква состојба сум бил, до каде сум дошол, сум задоволен сум од тоа. Бидете ни вие здрав и жив и се разбира Благодарам. уште долго со бистар ум што се вели за еве вакви убави дела кои ќе останат за идните генерации, како што досега ете сте работеле на бројни. Па бидејќи сум знам што значи тоа, затоа што после во такви библиотеки како што е нашата библиотека архивска, се да го наречам така архивска библиотека, каде што и после 100, 200, 300 години тоа оно што Останува. е, ќе си го најде своето тоа дело. Само тоа да ви кажам дека истражувајќи го генеалогијата на населението во Лешок, открив многу голем број на семејства кои што се оцелени во Бугарија, посебно во Бугарија, дури има и во Романија, Бугарија, Романија, нешто помалку во Србија. Бијќи така се случува, јас само инициативно по еден примерок сум доставил во нивните библиотеки, национални библиотеки и во Русе, и во Плевен, и во Софија. И во Белград исто Мене ќе ми така. дозволите една да си одберам да ми остане од вашето гостување денес. Не, ви дадам поменикот, Лешочкиот поменик. Кој беше ти? Бијќи другото ми е исцрпено се, Ова е тоа? да. Си го земам веднаш и Да. ќе ми се подпише. со посебно задоволство. Ви благодарам за вечерашното гостување. Исто ја на вас што преку вашата телевизија ја запознаваме по широката јавност. Ете со вакви судбини човечки и со вакви желби за понатамошен. Ви благодарам уште еднаш од срце. Нема ништо.
Уште една приказна која оди во прилог на вечерашнава тема со, би рекла јас, многу позитивна енергија и која ќе ве мотивира, сум сигурна, од кога ќе ја слушнете, со мојата вечерашна следна гостинка Христина Просковска. Добро вечер и добро ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Христина, за животот ваш и се разбира текот на истиот, во кој реков, во периоди беше совршен или она на што сме сите нели навикнати или едноставно го очекуваме во животот до одреден момент кога се соочивте вие со одредена животна ситуација, нештото си тече, пак ќе речем, по бредовен тек. Бевте девојче кое си живее со своето семејство, си расте, се развива и си го замислува понатаму животот како и можеби повеќето нели девојчиња, дека ќе учат, ќе завршуваат училиште, ќе стануваат мајки и така натаму. Така беа нештата, нели? Така беа, да, и така си завршија, да. Така. Си го паметите детството и тие средношколски денови како? Прекрасно. Преубаво, задоволно, среќно, весело. Секогаш исполнето со пријатели, со игри, со забава, со прекрасни луѓе позитивни. Секогаш сум била обкружена со такви работи во животот мој. Сега зборуваме за периодот, нели, пред да се случи диагнозата, да. Бевте и активна во практикувањето на спортови, колку што знам. Да. Кошарка тренирав добри 5-6 години. Активист бев сегдека, значи одев и на аеробици, и на танци, и во играорни. Сега зборувам, значи, за нешто што е поврзано со физичката подвижност на телото, а за другото не сакам ни да зборувам дека бев активна. И така. Потоа се случува нешто што, еве, пак ќе речам, ке можеби навидум во тој период ви ги помести нештата од точка која ви била дотогаш и се соочувате со диагноза мултиплекс склероза. Тоа е диагноза која се здобива во животот? Да. Ви кажали од каде или како е можно? Па, одејќи на повеќе трибини, читајќи по енциклопедии, пратејќи интернет страници и така натака, научив, значи, нештото не го знае воопшто претходно, можеби имав чуено само, ама ништо повеќе, дека е, да речеме, типично за периодот од 20 до 40 години, значи најчесто тука луѓето и особено жените се почастени со оваа диагноза, како да кажам, што не значи дека нема и од машката популација. Така да, значи, оваа болест е некоја што се стекнува во животот. И тука се случуваат два моменти во животот на еден пациент со мултиплекс склероза. Значи, доживуваш период кога си хиперактивен или телесно тотално, значи, здрав и активен и све, и после се менуваат нештата преку ноќ. Вие бевте мајка бевте тогаш кога ја добивте диагнозата веќе? Да, веќе да. Значи, диагностицирана сум со второто детенце кога се породив, 2005 година, веќе второто ми имаше 2 годинки, а керкичката 7. Што не значи дека јас и претходно можеби сум ја носела како диагноза, само што да речам, ништо не наговестуваше дека... нема воопшто некои симптоми кои можеби ќе ме наведеа да одам да направам контрола, да направам магнетна резонанса или некои такви типични контроли што се невролошки за ова наше заболување. А преку крвта не може да се открие апсолутно таква диагноза или одејки на заболекар или нешто такво. Значи, мора да има некои типични симптоми. И симптомите на нашата болест се познати на нашиве. Дека се или нешто со очите, или со моториката, или со појавување на некоја пареза, спазма на некој дел од телото и така. Се додека тоа не се појави како симптом, никој не може да каже. Дури и од после, кога ќе се прават клинички слики, некои доктори доаѓаат во заблуда дали е мултиплекс, дали не е, дали е можеби некоја друга болест и така. Моментот кога првпат ќе слушнете за диагнозата, само вие може да ми го пренесете во моментов, нели, овде во студиото што се вели, и како тоа на прва, нели, човек го прима како информација. Значи, верувајте ми, тогаш имав 29, скоро 30 години, немав здравствена легитимација, значи имав здравствена книжка, меѓутоа не знаев каде е, негдека стоеше во некоја фјока. Апче не знаев што е, не знаев како да проголтам, мислев дека е бомбона или нешто така.
да кажам. Не знаев што е. Верувајте, значи, знаев дека е некакво заболување, него не знаев за што се работи точно. И тогаш почнува, нели, патешествието, да прочиташ, да осознаеш, да дознаеш, да прашуваш, да се контактираш со луѓе, со пациенти, паталци веќе од оваа диагноза и така натака. И мислам дека може едно време слободно да држам катедра на некој со нашава болест, значи дознав све и беше првично шок во секој случај, значи за мене. Не толку за самата диагноза како диагноза, затоа што секој е приказна за себе. Во нашава диагноза не може да се споредуваат еден со друг. Затоа што едниот е може би зафатен со лева нога, едниот со лева рака, некој со поглед, некој со баланс на телото, некој значи најразлични симптоми дава мултиплексот. Зависно кој центар на белата маса е во мозокот оштетен и колку е оштетен. И понатаму како ќе живее, за да тој центар го конзервира, можеби, стане ремисија или пауза на болеста, па нема никакви нови симптоми, а стариве можеби малце ќе се повлечат и така натака. И во тој поглед, значи, не бев толку хендикепирана, значи, или инвалидизирана, значи, надвор од валидното, него ми беше проблем дека нема да бидам толку активна како што бев претходно. Значи, како ќе биде со дома, со децата, тогаш имав и своја фирма за книговодство, како ќе се работи сега, си изуствува самата фирма потреба, нели, да одиш по банки, по институции, и на работа, клиенти и така натака. Па и како жена, па и како пријателка, и како роднина, и како еден рамноправен член на државата и на семејството и на целокупното, значи, работење во животот. И тоа траеше кај мене лично, можеби 1 година до 2. Тоа е период секако кој секој би го преживеал. Јас мислам дека некој ако каже, значи поготово да се стекнеш со некаква болест на тие години, после таква активност, и каже дека преку ноќ тоа може да го преброди, мислам дека ќе излаже и ќе сега моќта на пребродување дали ќе биде за 1 година, 3 години или некој доживотно. Воопшто нема да. И воопшто нема да успее да се овакво, значи тука е прашањето, мислам колку ќе биде тоа и на каков начин. Што си велевте, бидејќи од она што можев и во комуникација со вас, вашата мајка, сте исклучително позитивни. Благодарам. И она што го доживеав како момент е дека сте имале период што секој би го доживел, како што самите рековте, некој доживотно можеби да се јави таа потиштеност, депресија, прашање зошто мене, зошто јас, како ќе се снајдам, или неможноста можеби да се соочите со останатите, нели, околината. Понекогаш повеќе е проблем околината колку самите вие да се соочите со некаква диагноза или проблем. Доживеав како траеше оваа состојба на блага потиштеност, нели, психоза која сите ја доживуваме, но доволно е. Го пакуваме сега тоа во што се вели едно куферче и одиме понатаму со сите сили, со крената глава. Така. Значи, јас ќе ви кажам за мене, што не значи дека секој мора да го направи оно што го направив ја, бидејќи можеби нема да се пронајде во мојата приказна. Може на некого ќе му помогне да отиде негде каде се изолира во некоја планина, може некој ќе почне да практицира јога, можеби некој ќе почне со некаква медитација, универзална енергија, може некој ќе иде на психијатар. Има многу методи како може човек да се справи, да го прифати новото живење и да си продолжи понатаму да живее. И сега квалитетот на живењето каков ќе му биде понатаму и колку ќе успее и успешноста, тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, првостепена што јас би им препорачала на сите со мојата диагноза, па да ви кажам искрено и не само со диагноза, тоа важи и во целиот свет што нема телесно оштетување, за менталното веќе не говориме тука. Значи, да си имаш душевен мир и душевен спокој и една движечка сила што внатре ја има секој во себе,
да може да прифати и да може да се соочи со секаква проблематика што ќе му дојде, значи, во животот. И да си речи, да, јас сум тоа, од оваа кожа не може да се оди во некоја друга, и јас што ќе правам сега со ова што го имам сега? И кога тоа, мислам дека секоја единка, секој човек би можел така, значи, да го прифати тоа и да размислува така, понатаму борбата во животот е многу полесна. И сега после нели доаѓаат имам пари, немам пари, имам работа, немам работа, дали имам деца, дали немам деца и така натака, тогаш е веќе борба. Меѓутоа, за да се бориш, нели прво треба да си психички стабилен. Секако. И душевно мирен и спокоен, за да можеш понатаму да продолжиш. Со мојава ситуација, искрено да ви кажам, се соочив со многу депримирани личности. И не зборувам само во Македонија, него контактирам и со, да не речам сега цела Европа, ама со повеќето на интернет и од Европа, преку скајпови, преку сите социјални мрежи. Повеќе контактирам со луѓето од Србија, Хрватска, Војводина, Црна Гора, па и Словенија. Одиме на бања, имаме специјална за среќа, блиску е тука во Србија бањата. И си разменувам и најдов на многу депримирани особи. Тоа сакам да кажам, значи, им кажувам дека ниеден лек, значи, да донесат негде и од друга планета лек, нема да им помогне, се додека психата не ја средат. И додека не го подигна духот, и додека не ја прифата состојбата и да може да продолжат да живеат со она што се. Вашето секојдневие сега изгледа како? Моето секојдневие изгледа сега прекрасно. Сега еднаш го имам спомнато во една емисија претходно каде што гостував, патетично ако кажам дека сум срекна и како да вака сум се родила или живеам сега. Меѓутоа и сега сум срекна, и сега се дружам, и сега си се радувам со дечињата, и сега си живеам најнормално како вака да сум се родила. Значи Ништо не го попречува во остварувањето на... Да, се сеќавам на оној живот пред диагнозата моја, како на нешто што ми е спомен, што ми е историја, меѓутоа не се заморувам со тоа каква сум била сега, затоа што тоа е случајно веќе. Не можеме да го вратиме времето, кога би имала машина некоја за да го вратиме, ај ќе го вратиме, ама ете нема. Додека не измисла таква, дај ние нели да живееме до тогаш. Си имате поставено некои цели кои си гледате да си ги остварите за во некаква си блиска и подалечна иднина? Така, значи јас имам цели да воопшто не се откажам од животот со ништо. Да си продолжам најнормално, да се движам колку што можам, да можам да бидам присутна сегде каде што ќе бидам повикани, каде што мислам дека припаѓам и дека ми е убаво. Да учествувам на сите фамилиарни, пријателски собири, да морам да кажам сега веќе дека сум вакво инвалидски пензионер, што не значи дека сум престанала, значи да читам книги. И да творите, да. Да читам книги и да бидам активна на некое поле. Пробав сега повторно се запишам и на финки факултетот. Ми требаше тука малку повеќе, бидејќи факултетот е на технолошки, да се симнувам, да се качувам. Одев еден известен период, меѓутоа искрено ви кажам, ми беше веќе оптеретување. И викам доволно ми е во животот, значи она што го постигнав професионално. Тешки се малку условите за луѓето со мултипла склероза кога конкретно зборуваме за вакви ситуации? Конкретно да, значи оформен е оној дел бесплатно студирањето на луѓето со хендикеп, тоа е браво за поздравување на државата. Ослободени сме можеби од некои други плаќања за книги, за едно за друго. Префер се и професорите и колегите околу тебе и така натаму. Но да зборуваме за конкретно леснување за... Ако зборуваме конкретно за факултетот како институција и пристапност, да. Значи не е доволно еден гелендар што ќе се стави од надвор и... Тоа апсолутно и во претходни емисии слично, со гости кои со некои слични проблематики, гледам дека луѓето најдуваат на таа пристапност им е апсолутно... Да, меѓутоа не би ја критикувала држава во оглед колку ни е млада, и со оглед дека го потпишавме сертификатот да пристапиме, нели, пристапница, како се вика се, нека ми простат
тие што се повисоките од мене во Сдруженијево на инвалиди, дека лани беше тоа, ми се чини, да, на 20 годишнината е така, не со бројките нека ми простат дека не баратам. Значи почна нешто да се прави во нашата млада држава, да. И што нештото не се правило толку долго време, сега ние не можеме да очекуваме за 2-3 години дека ќе се случи чудо. Така да треба да бидеме задоволни, ако ништо повеќе берем за нашиве деца, дека сепак нешто ќе се случи. Христина, си бидете горда мајка како што сте, со ваква, реков, позитивна енергија и енергија која имате и вие и вашето семејство и безпрекорно се функционирате во секојдневието и сте баш убав пример. И кога, реков, животот на одредени моменти нема да не милува, вие знаете да му пркосите со, пак ќе речем, енергијата и храброста да се спротиставите на сето тоа и да кажете имам право да уживам и да го живеам вистински животот. Ви благодарам од срце. Ви благодарам и јас на вас. Задоволство ми е на вечерашната тема да поканам уште една гостинка која ќе ве плени со топлината, искреноста и, реков, животната приказна која е многу убаво да ја слушнете и се надевам дека исто така ќе ја доживеете, барем делумно како што на почетокот јас ја доживеав и со нетрпение очекувам да ја слушнам и целата. Ќе ја поканам Рената Банова. Добро вечер. Добро ни дојдовте. Повелете. Што се вели без задршка прифативте да бидете вечер во делот емисијата, Рената, и ви благодарам за тоа. Зборуваме за тоа како луѓето со каква енергија и храброст грабаат во животот и едноставно се соочуваат со она што во одреден дел од животот ќе им се случи и нема да биде нималку пријатно. Никој не би сакал да му се случи. Вам тоа ви се случи на вистина рана возраст? Многу на 5 мала, години. На 5 години, да. Вие останавте со инвалидитет, односно ја загубивте вашата рака во сообраќајна незгода, колку што имам информацијата. Така, да. На гости во Битола и бев многу мала. Можам да кажам дека скоро ништо не се сеќавам во животот претходно. Значи, мојот живот почна тогаш и почна со тој инвалидитет кој што јас и не го осеќам, право да кажам. Јас осеќам нормално. Рековте дека до тогаш чудесно, нели, и тие се годините кога не се сеќаваме многу на животот. Да, меѓутоа памтам се. Да, рековте во тој момент таа случка и нештата околу истата ви се јасни како ден. Да, памтам се, сем болката. Значи, не памтам она што болеше и не го памтам она што мене ме повредило тогаш. Го памтам како една случка која што мене ми се случила и баш како од филмовите кои ги гледам сега, емотивно гледам филмови. Дури да кажам, на мојата случка и не сум толку емотивна. Едноставно тоа сум го преживеала, веројатно. Сум се научила да живеам со тоа. Ми помогнале луѓето околу мене, пред се, да кажам, мојата мајка, која што исто била многу млада, затечена, јас малку имам трема сега, затечена во една таква ситуација да, се случи тоа на низиното дете. Сите ние што сме мајки знаеме како тоа изгледа. Побарала професионална помош од, со препорака на тие доктори што биле околу мене и била посоветувана како да се однесува, како да ме надградува, како да ме одгледува и ме научила на вистина да бидам многу јака. А веројатно и она што нема да не убие, не прави посилни, тоа е дефинитивно вистина. И така, денеска сум тука како пример дека на вистина не го осеќам хендикепот. Значи, возам, сум постигнала се во животот. Нема ништо што... Кога се развивате и се тие осетливи што велат, нели, години, кога сте млад човек, кога има специфични погледи, кога се запрашуваат околу, можеби директно не сакаат да ве прашат, нели, кој е проблемот? Тоа е најлошо кога не сакаат директно да прашаат. Значи, подобро е кога човек ќе праша, отколку скришум да гледа. Тоа повеќе смета. Како се соочувате со тие погледи, повторно ќе речам, и тие Па се соочува, значи јас бев дете и памтам една случка во автобус кога еден човек со 3 прсти се држеше на дршката во автобусот, јас се загледав во него. Значи јас која што се и мене нешто ми фали, нели? Меѓутоа онака детски булев да видам кој прст му фали. Така ме погледна некако прекорно, не знам. Мене срцето ме заболе, сакам да му кажам, ама ја не гледав со лоша намера. Тоа се моменти кои што јас не можам да ги обвинам луѓето што гледаат така. Не е секој спремен да го види тоа. Мислам, јас веројатно многу пати ме гледале и никогаш не го гледам тоа дека некој сака заради лошо или може би малку смета кога ме сожалува. Сакам да им покажам на луѓето дека уствари ја нема зошто да ме сожалуваат. Стварно сум постигнала све. Меѓутоа не може ние да се докажуваме на улица.
Меѓутоа, желбата во живот да се докажам, ме направила ете. Да можам се и сега кој знае, знае, кој не знае, не знае. Потешкоти имавте во училиштето? Да ги направите сите нешта кои вашите соученици ги праваат, нели? Па, значи, јас кога почнав, да, имало многу сечење блузи, нели, со лева рака да се навикнам. Веројатно сум била најнормално дете, сум пишувала со десна. Со десна. Односно сум цртала, сум била многу мала. Ја кога почнав да пишувам, почнав со лева. Значи, не знам колку тетрадки си скинати, имав краснопис во училиште. Баш од таа причина што сум морала најубаво да пишувам, нели? Не се прифаќаше тоа да ја пишувам хиероглифи. И имав убав ракопис и не сум имала проблем со ото, со тие работи, значи куќички сум правела, све сум правела. Едноставно сум била притисната од мојата мајка која стоела над мене цело време и ме научила да никогаш не смеам да кажам не може. Јас тоа денес го барам од моите деца и кај нас дома не постои таков збор. Не може нешто, не постои нешто што не се може. Кога се сака, се може. Значи пречки нема. Бевте лути некому во нели тој период кога Никогаш. еве станувавте свесни за својот хендикеп, дека ви се случил, бевте исто свесни во текот на животот дека не сте така родени така натаму? Не, никогаш не сум обвинувала, сум разговарала со многу, значи други што им се десиле такви работи, да останат инвалиди во текот на животот. Има бесни, да кажам, на себе, на околина, на луѓето што тоа им го направиле. Меѓутоа, јас некако дури кога дознав дека човекот што ме прегазил бил година и пол во затвор, се прашував зошто. Значи, мене тоа, ако он осетил вина, тоа е доволно да се живее со тоа. Имав 7 деца или така нешто, било некој село во Битола. Јас го жалев, право да ви кажам, не осеќав никаков бес према него. Викав, што се, тие 7 деца растат без него, а мене раката нема да ми ја врати тоа, нели? Тоа е судбина, можеби таква сум по природа. Не им се лутам ни на оние што некогаш во животот рекле дека ете, за мене нешто. Ги разбирам дека не може секој да ја прифати таа работа, се додека не му се случи нему. Ама не може секој вака да се носи како и вие што се носите со оваа ситуација. Тоа е веројатно со многу работа уствари. Со такво спокојство би рекла јас, и со таква отвореност кон луѓето. Да, и многу луѓе не знаат дека сум инвалид, работам со нив, не приметуваат. Значи јас тоа толку го имам вешто кај мене направено да кога се движам, кога работам, сега можеби малку повеќе се познава, веќе не внимавам толку. Меѓутоа кога бев млада, ја бев, не знам, кога ќе поминам на улица, никој не приметуваш. Јас одев на плажа, луѓето околу мене по 15 дена биле со мене, значи со извидници, кога ќе сме се врателе и ако ме приметат, викале кога се случило. Значи јас викам, таква сум од дете, не е можно, вика. Ти си носела вреќа, куфер, кеси, од автобус сум се симнувала. Не ме приметувале ни на плажа 15 дена. Тоа така некако вешто сум го правела, веројатно за да се заштитам од погледи. Меѓутоа тоа е, да кажам, како дете сум го направила и јас не сум го правила тоа нарочно. Него тоа е вградено едноставно. И ден денес уште функционира тоа. Мама викам се помалку, затоа што имав еден пресвртен момент во животот кога сватив дека моите деца, уствари што ми е нели најважно, се гордеат со мене, а не се срамат од мене. Тогаш веќе не беше воопшто ништо важно. Тогаш веќе ни протеза не ми требаше, до тогаш и сум размислувала. Носевте протеза? Никогаш, како дете, значи во Франција ме однесе мајка ми, направивме една убава протеза. Ја после таа протеза не можам друга да прифатам. Значи таа беше многу веродостојна. Овде не може нашиот центар Славија да ја изработи. Направив една пред некоја година, меѓутоа не сум ја ставила. Многу е вештачка, многу е недоволно изработена, некако е баш онака, не е за носење. Носат некои, мислам на тие што им треба. Мене и ми смета, јас мислам дека повеќе и да ми направат не знам каква, сега би ми сметало. Се случувавте со некакви стравови кога требаше да станете во периодот мајка и така натаму или период кога израснувавте во девојка, па како ќе го најдам нели човекот на мојот живот, човекот со кој ќе направам семејство и така натаму? Да, секако, да, тога јас мислам дека секој тинеџер има таква да кажам таков страв. Значи било која нормална девојка се плаши и се секира и нели размислува дали ќе ја сака дечкото што го сака и така, кај мене сигурно било тоа малце поинтензивно. Сум размислувала дали можеби некој не би ме сакал баш заради тоа. Односно и сум била свесна дека не може секој да ме сака. Значи како што јас не можам секого да сакам, нели? Нормално е дека некој само дали било прашањето дека нема да ме сака заради раката. Сигурно дека сум го размислувала. Имав случки, значи со неколку дечковци кои што родителите дома реагирале.
Јас едноставно се откажував од тие врски затоа што не сум сакала да влегувам во една таква средина каде што сум неприфатена. Нити можам да очекувам да се развие свеста на некоја фамилија, сега да прифатат дома човек како мене, а они едноставно мислат дека нивниот син заслужува нешто подобро. И не знам, најдов партнер кој што воопшто не му сметаше тоа во животот. Имав прекрасна свекарва, која што исто така ме прифати 100%, да не кажам дури се фалеше со мене. И тоа многу ми помогна во животот. Последното беше децата, што во градинка се фалеа, уствари дека имаат различна мајка од другите, дека тоа не го гледаа како моја аномалија, него како, они цело време кажуваат како децата сите треба да знаат. И животот помина едноставно, јас остарев, да кажам, децата пораснаа. На што ги учите вашите деца? Од аспект на некој кој малку поинаку го поминал животот и научил, што се вели, на свој грб животни лекции. Така, јас не треба да ги учам, они сами учат од мене. Веројатно гледајќи мене и од она што го барам од нив секоја што сум викала, не можам не постои како збор, нели? Доста добри се, мислам многу сум среќна. Имам Колку ви се прекрасни вашите деца сега? 21 година е синот, 22 е ќерката. Упорни се, мислам, веројатно научиле дека животот не е едноставен. Син ми беше малце пообелјаџија, имаше неколку такви критични моменти кога и он можеше да му се деси нешто, па меѓутоа среќна ги помина. И тоа е, мислам. Успеавте професионално да се изреализирате? Да, работам, имам сопствена фирма, мала е, сосема доволна за мене, затоа што останав без работа со Славија, нели Славија се затвори, останав дома. Таман нив ги исчував тоа време, некако они порасна и отворив приватно. Сменив 3-4 фирми, неколку професии, така да се најдам себе си. Сега ова што е трговија со ситно материјали, мислам дека ми легна, ја научив таа работа и е одлично. Некако го имам тоа така организирано. Го сакате животот, Рената? Многу. Му се радувате на истиот што се вели на секој еден нов ден? Па да, зашто да не? Имам сега, две деца што треба допрва, нели, да се мажат, женат, да чекам внуци. Животот е тоа, уствари. Треба се живее со се. Ги доживувате обично проблемите на другите луѓе кои се, за разлика од вашата, можеби, животна приказна, многу посилна и или борбена? Да, многу ми е жал што на некој. Јас имам помогнато на неколку, имам разговарано со, да кажам, неколку телесни инвалиди. Не знам од каде тој без толку многу, мислам дека е тоа сепак од средината, можеби и од возраста кога станали инвалиди. Не можете да ги окривувате луѓето, мислам. Тоа се моменти се случуваат, на секого може да му се случи. Но без и неволја за живот има многу повеќе, можеби, ке оние кои немаат инвалидитет, сакав да речам. Да, и точно е и тоа, точно така. Ги доживувате, верувам, со малку низ поинаква призма. Јас пробувам да ги разубедам дека никој не е виновен што тоа се случило, дека е тоа судбина, можеби, не знам, не верувам конкретно во судбина, нели? Меѓутоа, тоа ако веќе се случи, мораме да живееме со тоа. Не знаеме животот што носи, денеска е толку многу се ризично. Сега во моментов најмногу ми смета што треба научари да носам, да ви кажам, многу повеќе ми смета од тоа што немам десна шака. Иначе, кога сака човек и кога има волја, нема нешто што не може да направи. Ако го земеме пример Ник Вујчич, јас верувам дека многу луѓе го знаат, он и без две раци, без две нозе, и стварно е пример на волја на човек кој што дава само позитивно. Мислам, феноменален. И да се слушне и да се види. Еве дека биде и тој пример кој што ќе го посочиме вечерва во емисијата покрај вашите животни приказни кои сте ги доживеале, преживеале и тоа многу успешно ги буткате, што се вели, деновите во животот. И сте позитивна како и претходните гости. И да навистина не знаеме што може во животот да ни се случи, но дел од овие приказни кои ги слушнавме, а сигурна сум дека надвор од студиово ги има и многу такви, зборуваат за тоа дека треба да го сакате вистински животот, да имате сила и волја да ги пребродите моментите кои се непредвидливи и да се радувате на секој еден нов ден кој ни доаѓа. Се надевам ќе се радувате и на нашата нова средба. Ви благодарам за вечерва.